Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп започнува со проект за реконструкција на каптажите на старите градски извори за вода, со кој што се снабдувал Прилеп пред изградбата на регионалниот водовод Студенчица. Станува збор за проект кој е финансиран од програмата за еколошки развој на УСАИД. Се работи за 5 извори, кои што се наоѓаат во близина на Вештачкото езеро, а тоа се Леково, Пашовски ливади, Душници и Пештерица. Нивната издашност во моментов изнесувала некаде од 30 до 70 литри вода во секунда. Веќе е извршено тендерирање во УСАИД, значи одиме по правила на УСАИД, веќе мислам дека е избран изведувач и очекуваме наредниот месец веќе да започнеме со реконструкција. Тоа фаќа градежни работи кои што треба да се направат на шахтите на тие објекти, на куќарките каде што на времето се вршило хлорирање, во овој момент се така куќарки кои што стојат на тие каптажи, потоа треба да се изврши целосно заградување, замена на оградите, поставување на водомерни шахти со цел да видиме колкава е издашност на тие извори, што значи дека со овој проект и водовод ќе добие доста бенефити, односно ќе се наместат тие водомери кои што се на излез од тие каптажи, кои досега никогаш не се наместени, со тоа ќе имаме еден преглед да ги видиме и загубите и ќе знаеме секој извор колку има издашност. Со проектот би се намалиле и губитоците на вода кои ги имало моментално на тие стари каптажи, а со тоа ќе се намалела и количината на вода која што сега јавното комунално предпријатие Водовод и канализација ја купувал од регионалниот водовод Студенчица. Во овој момент, според податоците кои што ги имаме, кои што ги добиваме од поставените мерачи, околу, во зависност од 30 до 70 литри, во зависност од годишното време се добиват од тие извори. И наше мислење, сепак тука треба да се направат анализи, треба да се постават затоа тие водомери. Мислиме дека може да се добие до 90 литри во секунда вода од градските извори. Со тоа се намалува некаде за 15 до 20% фактурата која што плаќаме на Студенчица и мислам дека некаде на годишно ниво повеќе од милион денари би се соштедиле на годишно ниво. Тие пари секако може да се вложат во нови линии, во нови инвестиции, што не се малку пари за водовод и канализација. Проектот чинил $20.000, од кои 50% од инвестицијата отпаѓаат на општина Прилеп, а 50% на УСАИД.